There was a Pakistani scientist who was selling such engineering schemes. He was stopped, and ever since then, actually, on the black market, you can't find engineering. Много ефтино на тој црн пазар може се најде нуклеарно гориво. Yes, but the knowledge is difficult to come by. Yes. Па дури американците прават денес сериозни анализи, велат дека до 2013 година постојат многу сериозни шанси некои од големите градови да биде нападнат со оружје за масовно уништување, со сериозни жртви. 2013 година е за 5 години од сега, не е предалеко. Yes, but they're talking about dirty bomb. You must make a distinction between dirty bomb and nuclear weapon. A dirty bomb is a bomb that contains radioactive material. It's not a nuclear weapon. Да, меѓутоа во извештајот на ЦИА се вели дека поради опасноста Иран да има нуклеарна бомба, многу ќе бидат загрижени некои од арапските држави или муслимански држави. Тука ја посочува Саудиска Арабија, посочува Египет, Либија, Бахрейн, што за мене изненадување, и Турција. И вела дека некои од овие држави многу сериозно ќе влезе во тој процес, се пикира на Турција и што ако Турција направи нуклеарна бомба. Знаете, арапите денес имаат многу пари, имаат доста народ и доста население, економијата им оди поприлично напред, сега ќе имате оружје. И тоа е една комбинација која може да биде доста експлозивна. Again, I repeat. First of all, Iran will not be allowed to have a nuclear weapon. It will not be allowed either by the United States or by Israel or by a combination of both. Israel is absolutely ready to strike militarily in case Iran will be on the verge of creating a nuclear weapon. There are well-made plans, detailed plans to attack targets in Iran. Господине Станиловски, сите проценки се дека Иран ќе добие нуклеарна бомба во наредните неколку години. Тоа претпоставам дека може да донесе до одредени тектонски поместувања на Блискиот и Средниот Исток, бидејќи поради тој страв Иран да нема бомба, има најави дека Саудиска Арабија, Бахрейн, Турција како регионална сила, Египет и Либија би биле заинтересирани тие самите да направат нуклеарни бомби. Не е ништо ново дека Иран веќе денес располага со соодветно нуклеарно оружје, кое впрочем на меѓународниот пазар осиромашениот или збогатениот ураниум многу лесно може да се добие ако се има пари. Во иднина не само Иран, туку и овие земји кои вие ги спомнавте, многу е реално да располагаат со нуклеарно оружје. Меѓутоа тоа не треба да представува закана по светскиот мир, туку напротив. Меѓутоа американците се плашат. Велат дека тоа може да биде основа за нова нестабилност во светот. Па дури прават одредени проценки кои велат дека главните извори кај што може да има одредени терористички напади треба да почиват на два пункта. Прво, тоа се оние нафтени наоѓалишта и нафтени овие коридори или нафтоводи, тука би можело да има одреден удар, и дека втората причина за одредени терористички конфликти може да се бара во брзите промени кои се очекуваат на Блискиот и на Средниот Исток во наредните 20 или 30 години. Тие се плашат и со право, затоа што го губат ексклузивитетот на поседувањето на нуклеарно и друго софицистирано оружје. И на тој план ја губат и светската моќ и доминација на поширок план. Ќе се воспостави една поголема равнотежа. Веројатно најинтересниот податок од тие извештаи и анализи кои ЦИА ги прави за потребите на американската администрација и новиот председател Барак Обама е фактот дека во последните 100 години за прв пат американците нема да бидат најсупериорна војна сила во светот, туку тоа ќе биде кинеската армија. Кога Апансас би ја прашал да направите на ранг листа на 5 најмокни сили во светот 2025 година? Кина, Русија, Индија, Европската унија, Бразил, Мексико, Соединетите американски држави, ако успеат да се редефинираат. Господине Вакнин, кога кинеската армија стана најсилна во светот и на што се должи? Ние постојано велевме дека Кина, не знаме, најбројна нација во светот, има најбројна армија и така натаму, меѓутоа прв пат сега после Втората светска војна кинеската армија, не американската, се посочува која е најсилна во светот. Во што е силата на таа кинеска армија? Actually, not the stronger, but the bigger, the greater, the largest. China, of course, has the largest number of soldiers. They have 3 million soldiers on a regular basis and close to 15 million soldiers voluntary. Меѓутоа прв пат сега веќе и технолошки може да им парират на американците. That I doubt very much. The American army has such an enormous advantage in sophisticated weapon systems that I think it will take China decades to reach the same level.
одредена теза која е многу интересна, е дека американците се соочени со таа мок се поголема. Прво бројчина подоцна економска, на крајот и војна на Индија и на Кина. И ако ги погледнеме некои анкети на Forbes и на другите угледни списања, тоа ќе излага дека најголем број на милиардери после американците се од Индија и од Кина. И велат во овие анализи дека американците токму исплашени поради таа растечка експанзија на Индија и на Кина, можно е тамо да отварат одредени религиозни конфликти. Индија со Пакистан, со Бангладеш, а во Кина има некаде околу 120-150 милиони на муслимани, односно на државички кои имаат некоја муслиманска доминација. И дека е возможно американците токму на таа карта да игра за да ги дестабилизираат овие држави. Не верувам дека Америка ќе игра самостојно на таа карта, не верувам дека ќе ги провоцира тие конфликти, затоа што конфликтите по религиозна линија во Кина и во Индија особено се децениски. Значи трае долго. Индија има 1 милијарда и 100 милиони луѓе сега, инаку интересно да се каже дека Индија ќе биде најголемата држава 2025 година по бројот на население, меѓутоа во својата внатре има повеќе муслимани отколку целиот соседен Пакистан. Значи, тие религиозни линии внатре во индиското општество одат многу длабоко, одат долго време наназад и тие ќе опстанат уште децении и децении. Че не е потребно воопшто некој од надвор да провоцира дополнителни конфликти. Храна за такво нешто веќе има внатре во Индија. Дали очекувате дека одредени религиозни конфликти ќе можат да отварат американците преку ЦИА, преку овие своји структури во Русија, во Кина, во Индија и тоа да го користат како одреден обид за дестабилизација на овие држави? Па ако досега им успеваше тоа, пред се во Кина, во Индија и Русија, каде што имам голем број, милионски број на муслиманско население, тоа веќе не ќе можат во иднија да го прават. Зошто? Од едноставна причина, затоа што поради огромниот наталитет, миграционите движења на арапите се префрлија на американскиот континент и во Европа. И Европа се повеќе, сакала или не, и Соединетите американски држави да го признаат или не, ќе бидат соочени со муслиманите на собствениот терен. Тие ќе мора да водат сметка каква политика ќе водат визави муслиманскиот свет, сочени со присуството на бројниот муслимански фактор во собствените средини. Меѓутоа огромни девизни резерви се проценува од 2025 некаде повеќе од 2 билиони, 2 милијарди трилиони американски долари. They have 1.9 trillion. Да, што е голема бројка. That is nothing compared to the needs of China. Кој ќе читаме за Индија, да речеме овие, не знам, анализи, не знам, Лакшми Митал и останатите. Listen, China within one year, China will be in a state of anarchy and chaos. China must grow. На кој принцип? Зашто обично секогаш кога се говори за хаос и анархија во Кина се вели дека тоа може да се направи преку овие муслимански граѓани кои живеат или муслиманско население кој некаде околу 100 до 110 милиони жители во рамки на Кина. Not because of Muslims. Everyone now blames Muslims for everything everywhere, you know. But in China Muslims are a small minority. Мислите Кина поради економски причини ќе крахира? Yes, for economic reasons definitely. China must grow. Ајде видиме кој ќе биде во право, дали вие или проценките на ЦИА. Значи времето не е многу далеко, за една година ќе видиме. First of all, the CIA, actually the National Intelligence Council, had different views in 2004. 2004, they believed that China will not be a superpower. Now they change their mind, because it's the fashion. But you must look at the reality. China is 5% of global GDP. America, 28%. Па да, меѓутоа проценките дела дека некаде до 2040 година Кина, Индија, Русија и Бразил ќе имат поголемо учество во бруто светскиот производ во споредба со сегашните G7 земји. Тоа се Јапонија, Германија, Велика Британија, Франција, Америка, Италија и Канада. China and India may be bigger than United Kingdom and France, but they will never be bigger than the United States. Во сите тие анализи на ЦИА има 3 битни предпоставки за можни војни и други терористички конфликти во светот. Како прво се предпоставува дека можниот воен конфликт во светот во наредните 20 години ќе се води поради нафтата и поради водата. Се предпоставува дека до 2013 година ќе биде можен уште еден масовен терористички акт и напад на одредени големи светски градови и тоа ќе биде направено со оружје за масовно уништување и на крајот дека главна цел на тие напади на Ал-Каида и на другите терористички организации ќе бидат нафтените полини и одредени нафтоводи кои пренесуваат таа светска нафта.